Кирил Иванов и Бранко Глигоров се со мене и ќе ни раскажат за нивното искуство на интернационалниот натпревар по правење пица, кој што се одржа неодамна во Софија, Бугарија. Кире, ова беше прво искуство ми се чини, но пред да зборуваме за искуството, да ни кажеш за натпреварот. Каков натпревар е? Колку категории има, кои земји всушност ги сретнавте таму, колку мајстори од различни места, но и како дознавте за надпреварот, ова е многу важно. Прво поздрав до гледачите на ТВ канал ВИС. Значи тимот на Концепт учествуваше на петтиот меѓународен турнир во правење на пица, кој воедно беше и надпревар за класација на светското првенство, кој ќе се одржи во Парма 2023 година, август месец. Овој натпревар е меѓународен натпревар и се одржува секоја година. Во него учествува повеќе држави од регионот, значи имаше учесници од Бугарија, Македонија, Румунија, Србија и Грција. Натпреварот беше 3 дена и во него се натпреварувавме во 5 категории. Тимот на Концепт учествуваше во 3 категории и освои едно злато во едната категорија и сребро во другата категорија. Во третата бевме негде 5-6 место, меѓутоа како успех нашиот пица мајстор беше еден од најуспешните, односно најуспешен на целиот турнир. На турнирот учествува над 60 натпреварувачи. Интересно беше тоа дека многу голем дел од натпреварувачите беа врвни мајстори, искусни кои учествувале во повеќе турнири на светски првенства. Ние бевме за прв пат на таков некој натпревар, а постигнавме најголем успех. Беше изненадување за нас, меѓутоа бевме сигурни дека квалитетот и тоа што го знаеме во правењето на пица ќе ни донесе некој успех. Може ли да ни кажеш пред се како ти се чувствуваше? Дали имаше трема што ќе се надпреваруваш со искусни и докажани пица мајстори? И еве, кој беше твојот прв печаток на надпреварот? Реално имав многу трема. За мене тоа е нешто ново. Јас прв пат се надпреварувам на ваков надпревар. Имаше доста надпреварувачи, самата помисла дека има доста надпреварувачи кои се надпреварувале на светското првенство. Реално не очекувах вакви резултати, но џаво не е кажено, ако не пробаш, нема да знаеш. Имаш искуство позади себе како пица мајстор, долго време се занимаваш со оваа работа. Што е привлечното за тебе во правењето пица? Па новитети, нешто ново, плюс проба на различни теста со висока хидратација, со ниска хидратација.